Политичкиот прогон што го спроведува хунтата, режимот што ги коси неистомислениците и ги става зад зандан и сите што имаат спротивен став од оној на власта изгледа толку лабав. Не само поради целосниот кадровски трансфер, туку и поради отсуството на желба да се преземаат барем некакви санкции, дури и тогаш кога еден преговарач, излегувајќи од востановената шина, ќе презентира политички, а не дипломатски речник. Се работи за личен став, слобода. Луѓето можат да коментираат слободно. Изгледа дека е така што ми оние што го детектира наводниот проблем и секојдневно без аргументи го акцентира, конечно се осоколија и мора да си признаат дека таа е исклучителна мана, тој фластер која красеше македонската уста, а тие апологетски слепо го бранеа, веќе не постои, дека јазикот веќе никој повеќе нема да го држи зад забите. Значи, граѓаните веќе престанаа да се плашат. Не знам дали го приметувате тоа. Никој нема потреба да се плаши, но делува непринципиелно кога тој што располагал со факти за нечија неподобност, која создавала услови за страв, бил молчалив тогаш кога навистина требал да го подкрене гласот. Иако никогаш не е доцна, сепак тоа сега изгледа само како желба за политички реванш и за театар, а не за покренување законска одговорност. Глумец, оперативниот соработник на ДБК не е глумец, туку е некој друг. Седи во извршениот комитет на господинот Мицковски. Тие доверени улоги кои си ги преземала партијата која го користи името кое му лежи на срцето на секој македонец треба да бидат разобличени, затоа што никој нема право историјата на таа партија, вистинската и онаа која себе си се смета за наследничка, да ги поистоветува и да ги става во контекст, затоа што таа по ништо не наликува на неа. Искреноста на одредена историска битка која што ја воделе дејци и револуционери за Република Македонија не можете да си ја препишете во ова време. Знаете зошто? Има голема разлика. Тогаш луѓето гинеле за идеали, а вие гинете за класични партиски интереси на неколку поединци во вашата. Така и со преданијата за антиката. За нашите врски со неа пропагаторите користат безмалку кафеански и целосно паушални конструкции, кои вербата за потеклото ја стават под знак прашалник, затоа што таа идеја за заедничкото стебло ја доведуваат до апсурд. Па освен што на светот сме му дале цивилизацијска рамка, тие тврдат дека сме биле и иновативна авангарда. Ни Атина, ни Рим не биле велеградови, обични паланки, без водовод, без канализација, без поплочени осветлени улици, без театри. Таму немале водовод, во Рим немале водовод и театри, а овде римјаните ни граделе водовод и театри. Кому ние фрламе прашина во очи? Како може римјаните да не граделе водоводи, бањи, театри, а ги немале во Рим? Дали тоа се запрашал некој? Како потврда дека некој се прашува, има бројни примери од кои еве ќе посведочи само еден. Оти можеби на времето сме биле интернационална урбана сила, ама изгледа не сме напредувале. Штом ниту по толку векови не успеваме да излеземе од јамата во која сме заглавени. Значи тука се е погрешено. Два пати се прави водоводо, значи вода немаме. Канализација се направени за пуштење. Значи сега, што и да се направи кај нас у селото, треба експерти од надвор државата. Значи тука нашите само арамии. И на крајот не е се толку црно ако на иднината се гледа низ математички предвидувања. Не е ништо случајно. Зошто планот на владата е нумерички. 3, 6, 9. Ние како Македонија, кога буквите се претвораат во бројки, Македонија значи еднакво на деветка. Деветка е вечен број, непроменлив број. Дали тоа значи дека ќе станеме непроменети? Според моите анализи, Македонија останува непроменета и непроменлива. Зборува Македонија како име. Додуше, зборот Република е презиме кое што го имаме, така? Сега Република го има бројот 11 од 40. Годинава сме во збир 11, двојка, едноцифрен. Република е збир презиме, не име, е број 11 како збир двојка. Сепак ќе останам на тоа дека Македонија останува Македонија, а за зборот, презимето или како сакате кажете Република, ќе видиме. Македонија е именка од женски род, а во нашата традиција
Презимето за нив и не е од толку голема важност. Се разбира, ако таа навистина реши да се мажи.